Ке го реши ли Кочани проблемот со загадувањето, круцијалното прашање кое граѓаните се го поставуваат секој ден, гледајќи го замаглениот воздух и дишејќи ги штетните PM10 честички и разни други честички. Додека чекаат одговор, ги следат секојдневните податоци од мерењето на квалитетот на воздухот, според градот котира во самиот врв на најзагадени во држава. Ако и за утека фирмата Euromag Control по двомесечни мерења утврди дека освен Papermill загадувале уште 4 фирми во индустријската зона. Првите извештаи добиени со мерката за контрола, анализа, следење и информирање за квалитетот на животната средина, реализирани од Општинската програма за заштита на животната средина за 2020 година, ги истакнуваат критичните локации во Кочани, каде е забележана емисија на загадувачки супстанции. Имено во периодот од 25 до 27 ноември на неколку специфични локации во Кочани се извршени мерења и анализи во животната средина на емисии во воздух од стационарни извори на загадување и концентрација на прашина PM10 честички. Според нив, концентрацијата останува висока во старата индустријска зона, каде при мерењата и во услови кога не работи Papermill има отстапување од граничните вредности, односно се регистрирани 84,77 микрограми на метар кубен. Тоа е за 33,77 микрограми на метар кубен повеќе од дозволената вредност, која изнесува 50 микрограми на метар кубен. Истовремено во лесна индустрија на улицата Крижевска во Кочани измерената концентрација на PM10 честичките е 51,73 микрограми на метар кубен. Од мерењата на концентрацијата на загадувачки супстанции во отпадни гасови од емитер, оџак и чаднокрански број кои се создаваат при работа на котел за потребите на производствен процес извршени на 4 правни субјекти во Кочани, кај 2 е регистрирано отстапување од граничните вредности. Од мерењата на концентрацијата на загадувачки супстанции во отпадни гасови од емитер и чаднокатрански број кои се создаваат при работа за котел за потребите на производствен процес извршени на 4 правни субјекти во Кочани, кај 2 е регистрирано отстапување од граничните вредности. Добиените податоци ќе бидат пратени до надлежните институции со цел да преземат соодветни мерки, онаму каде ингеренциите се на единицата на локалната самоуправа ќе постапува општинскиот инспектор за животна средина. Прашањето кое останува без одговор е зошто бројките на загаденост енормно растат во вечерните часови, а паѓаат во утринските. Кој загадува во тој период?